Јас сум Бранко Бишковски, роден од село Битуше. Битуше е познато како печалбарско село. Нашите врвни мајстори, односно ѕидари, работеле ни секаде по Балканот и имале многу добри резултати. Мислам дека се чуени мајстори од нашиот крај. Нашево село има околу 120 куќи. Од нив денес се активни околу 60 куќи, меѓутоа и тие битушани кои го напуштиле својот роден крај, чезнеат за да се вратат во своето место и со нетрпение ги чекаат одредени празници повторно да се вратат во овие убавини што ги има нашиот крај. Посебно луѓето од овој крај доаѓаат за празниците како што се зимските празници Водици најмногу, а летно време најмногу доаѓаат за празникот Мај и исто така и празникот Илигден. И оние кои по некоја причина ради вработување или своите деца го напуштиле своето село Битуше, и денес тие го носат Битуше во своето срце. И чекаат секој момент кога да му дојдат поново во своето село и да се радуваат на неговите убавини. Навистина има и во што да се радуваат. Јас овде можам слободно да кажам дека како млад, бидејќи моите претходници биле печалбари, а се осетило голема потреба од школото во овој крај, школувањето на младите деца, а покрај тоа што сум многу љубител на малите дечиња, како и други битушани, го избрав учителскиот позив и се запишав во учителската школа Никола Карев во Скопје, која со успех ја завршив 1962 година. Уште како ученик во учителската школа, како дете од село, посебно по македонски јазик покажав посебен интерес, и тоа на писмената по македонски јазик, на слободна тема, која беше еден ден да го пишеме во природа. Јас пишував токму за мојот крај, односно за убавиот Крчин, на која писмена работа добив една од најдобрите оценки како дете од село, за која писмена бев и пофалуван во тоа време од професорката по македонски јазик. Љубовта кон малите дечиња ме натера да се вратам во моето родно село и тука да останам како учител се до денес, преку 30 години, и ради убавината на селото, природните убавини на овој крај, убавиот Крчин, решив да останам за цел живот, мислам, во овој крај. Кога дојдов во нашето училиште, таа година селото броеше околу над 40 ученика, додека денес тој број е намален, но ќе кажам дека од година во година пак бројот на учениците расте. Добар ден, дечиња. Седите.
Битуше е познато и како село на учители. Денес можат насекаде во околните наши соседни села да се сретнат учители токму од ова село. Се сеќавам јас како пред 33 години дојдов како учител во ова село и уште како млад ја осетив одговорноста на ова наша благородна професија. Да бидеш учител во едно село, тогаш значеше да бидеш и се во селото. Да бидеш советник, да бидеш судија, да бидеш доктор и друго. Луѓето, па помладите, како помладите, така и постарите, секој дневно доаѓа во училиштето, осетуваа некои потреби и секогаш се обраќа до мене, а јас во тоа време благовремено ги примав сите и ги изнаоѓавме сите можни решенија за нивните потреби. Се сеќавам од тоа време, уште како почетник, учител во ова село, често ги држев родителските средби. Родителите секогаш со многу активно ги посетуваа овие средби и покрај родителите има дури и други луѓе, младинци од ова село, па и доста гости. На овие средби, покрај успехот на учениците, ние фаќаме некои пошироки теми што го тиштат и мачат нашето село, како водоводот, електричната струја, патиштата, и секогаш на овие средби наоѓавме еден заеднички јазик со заеднички сили, ред по ред да ги решаваме овие проблеми. Понекогаш заеднички ги споделувавме и убавите моменти во различни семејства. Одговорноста на еден наставник на село за мене е голема и од тоа, затоа што од мојот начин на воспитувањето на младото поколение зависи и како тие подоцна ќе се снајдат во различни средини понатаму во животот и работата. Можам да кажам дека првата писменост ја стекнав токму во ова училиште, на овие училишни клупи, како и многу генерации кои се завршени, благодарение на нашиот ценет и почитуван учител Бранко Бишковски, кој ми послужи како основа за понатамошно продолжување на школувањето во осмолетката, а потоа и во средно образование, па се до високото образование, каде со успех ја завршив Педагошката академија во Скопје, група за одделенска настава, и секогаш кога има потреба, редовно го заменувам нашиот ценет учител, а сегашен мој колега Бранко Бишковски. Ме радува и тоа денес што многу од моите ученици се уште се тука во нашето село
кои често пати ме среќаваат, ме поздравуваат и екзистираат во нашиот крај. Добар ден. Добар ден. Мило ми е Учителе, што како сте? уште една многу јака ученичка сретнувам овде, таа живее овде во оваа куќа. Да. И да прашам што понатаму и докаде е со студиите. Па, после завршувањето на основното училиште овде, во благодарение на вас, мислам, стекнав добри знаења. Потоа во осмолетката во Ростуше, па во гимназијата Панче Поповски исто во Ростуше, потоа се запишав на педагошката академија, сега педагошки факултет во Скопје, по вашите стапки, благодарение на вашите идеи можда некогаш. И ете, сега сум втора година, па понатака ќе видам. Одлично, Ането, сега ќе ни кажеш по завршувањето што планираш? Дали ќе се Па, вратиш се надевам поново во дека нема да го напуштам крајов, пошто многу сум некако врзана со нашиот крај. Би сакала да најдам работа негде во нашиот крај. Поготово, например, во наше во село, да ве заменам вас во иднина Одлично. и така. Со музиката јас и мојот брат Љубе Бишковски се занимаваме уште како деца. Но таа љубов кон музиката ја продолжиме во учителската школа Никола Карев во Скопје, каде и двајцата учеме и пееме, еден во оркестарот, јас во оркестарот на учителската школа, додека брат ми Љубе беше како еден од најврвните хористи во школата во тоа време. Како по завршувањето на учителската школа, секако беме назначени како учители во Долна Река. Едниот Љубе, брат ми Љубе беше назначен во селото Скудриње, додека јас бев во Жировница. И двајцата го собираме изворното благо од тој крај, изворните песни кои дотогаш нечуени, неиспеани, кои старите луѓе многу убаво ги пееа. Ние, додека учителствуваме во тие села, успеавме со љубов да ги снимаме тие песни на магнитофонска лента, а потоа дома заеднички добро ги преработуваме и веќе истите почнаме да ги снимаме за Радио Скопје. Почнаме да снимаме некаде од 70-та година и за неколку години веќе ние снимиме со мојот брат преку 60 изворни песни од овој крај, односно од Долна и Горна Река. Песните беа многу слушани на радиото, а исто така успеавме да снимеме и две плочи. Најголемиот дел од овие изворни песни ги добив токму од моето родно Битуше, и тоа од мојата сваќа Наумовска Звезда, која беше чуена во селото како добра пејачка, која во домот прва ги водеше орото и ги поеше овие изворни песни. Овие изворни песни со голем успех ги снимав со мојот брат Љубе, но откако мојот брат Љубе замина прво како наставник во Германија на нашите деца, а потоа, откако заврши наставник, се вработи и направи куќичка во Скопје. Со голем успех овие изворни песни ги продолжив со мојата сопруга Илинка, која исто така има многу убав глас и многу успешно ги наставиме овие песни.
не би можел никогаш да го напуштам родното Битуше и да живеам на друго место освен во него. Битуше ме врзува со повеќе нешта. Како прво, големите снегови на Крчин, убавото зеленило кое повторно во пролет се раѓа пред мене, уште поубавите чешми по кое е познато нашето Битуше, и тоа ги има преку 50 чешми, кои секако се познати по нивниот историјат, познати се по нивните празници и обичаи. Ја ќе набројам неколку од овие чешми кои што се карактеристични и имаат доста улога за овој крај. Како прво би ја спомнал чешмата Бигришта, кај што ги носеме младите невести да полнат вода. Понатаму би ја спомнал чешмата Покладишта, каде што одат сите селани на празникот Спасовден и тука се пеат ѓурѓовденските песни. Друга чешма која исто така многу значајна е чешмата на сред село, која се вика Ѓуревече. Оваа чешма е интересна и карактеристична, што порано девојчињата, сите девојчиња од нашето село полнеле тука вода. Исто така, мене ме врзуваат и звоната од нашите цркви, кои ги имаме 3, и тоа Свети Архангел Михаил, црквата Свети Малата црквичка во местноста Добје Свети Илија и црквичката на Крчин, таа е најстара црквичка која се вика Преображение. На ова мала црквичка на планината Крчин, сите ние селани заедно имаме обичај, одеме токму на денот Преображение, тоа е некаде 19 август, и тамо по обичај се пеат преображенски песни. Со Битуше ме сврзуваат спомените на моите предци. Спомените на моето детство, каде сум го газел секое камче, секое тревче. Тука се родени и моите родители. Тука сум роден и јас. Сето она што го носам во себе како бреме, морав на некој начин тоа да го искажам. Со тоа почна и моите први стихови, со тоа почна и мојата прва збирка, која носеше наслов Долна река опеана во стих. Потоа настана и втората збирка Еј Крчине висока планино, и понатаму ја припремам и третата збирка, и понатаму творам и ќе творам се додека можам. Крчин планино, наша убавино. Еј, Крчине висока планино, еј, Крчине, наша убавино. Покрај тебе младоста ми мине, а без тебе срце ми се кине. Ти секогаш стоиш гордо смело, со векови ти си ни на чело, јас за тебе останав на село и за тебе ќе создадам дело. Те краси студената галева чешма, за која народот испеал песна, те красат белите многобројни стада, те краси тревата бујна и млада. Крчин, планино, рајска градино, в срце те носам, моја убавино. Кога ќе се осврнам наназад, имам многу богат и плодотворен живот. Зад мене се децении поминати на една многу благородна работа, која навистина бараше големо ангажирање, но има и големо и задоволството.
Ги помнам ликовите на многу мои ученици, кои денес ги гледам како станале возрастни и се оспособиле за себе и станале веќе луѓе. И денес се радувам на секое новороденче во нашето село, кое секако ќе биде нов ученик, а и нов жител во нашето село. Според некои податоци, ова село обстојува уште од 15 век. Ги поминало сите премрежја и денес стои гордо и исправено. Сега се вложуваат напори да се продолжи овој живот во Битуше. Со изградбата на фабриката, секако престанува веќе миграцијата по градовите. Има дури и случаеви каде што млади луѓе се вратиле во своето село, нашле вработување и изградиле нова куќичка. Се реновираат црквите во селото. Исто така културниот дом се реновира. А секако во ова реновирање на домот и црквата помогнале сите битушани без разлика каде се наоѓа, секој битушанец дава свој придонес. Па слободно тука можеме да речеме дека битушаните кои моментално се одселени, дури и тие се иницијатори за формирање на овие први стручни одбори за изградба на црквите. Битушани каде и да се врзани за својот крај. Така било од секогаш, така и денес. И кај нас се уште важи изреката каде и да си, за водици и Илинден да си во Битуше. Богатата традиција на овој крај, од неговото културно наследство, и јас ја почитувам, и ја црпам својата енергија и се надевам дека моето Битуше уште долго ќе живее.